На Велики четврток се одбележуваат настаните што се случиле пред да тргне спасителот на доброволните страданија. Во овој ден е споменот на тајната вечера и се што се случувало тогаш. Подготовката, миењето нозе на апостолите, поуката за смирението и братолюбието, предавството на Јуда по вечерата. После јадењето на заедничката паска, на заедничката трпеза, кога Господ Исус Христос ги собрал со себе своите апостоли, собирајќи ги околу себе, рекол дека еден од нив и ќе го предаде. Оној кој што ќе биде со мене, кој што ќе буричини во чашата, тој ќе биде оној што ќе им предаде. Повеќе од нив прашувале да не сум јас Господи, да не сум јас Господи, но тој им рекол оној што ќе бурични со мене во чашата, тој е тој што ќе ме предаде. И навистина, она што Господ Исус Христос го предскажал на тајната вечера, се исполнило во целост веќе уште наредниот ден, кога Господ Исус Христос со своите тројца ученици бил на молитва во Гетсеманската градина. Учениците позаспале, а Господ се молел насаму, а Јуда пак, кој што и од порано планирал како и на кој начин да го предаде Господа, собрал своја војска и за 30 сребреници го предаде Господа. Ги зел со себе првосвештениците, народни, старешините, војниците и отишел во Гетсеманската градина на местото каде што Христос се молил заедно со своите ученици. И во тој момент Јуда пристапува кон Христа и го целива Господа. А претходно тој се договорил со војниците, оној кој што ќе го целивам, тој е, не го фатете го. И кога Јуда го целива Господа, Господ му вели: Јудо, зарем со целив го предаваш синот човечки? И во тој момент војниците се нафрлуваат на Христа и го фаќаат, а Христос им вика: јас вика цело време бев со вас, имавте можност и да ме фатите, и да ме приведите, и да ме обесите, и да ме убиете, а вие ништо не направивте. Но ова се случува се со цел да се исполни она што е пропишано во законот Божи. Денешниот ден е празникот на причеста. Тогаш од рацете на Исуса Христа, директно светите апостоли ја примиле причеста и во тој спомен е токму овој ден, ден на причеста. Црковното предание и нашата стара традиција уредиле на Велики четврток рано наутро пред изгресонце да се вапцуваат првите великденски јајца. А утре на Велики петок ќе се одржи богослужба и изнесување на светата плаштаница, како и оплакувањето на Христа во вечерните часови.